Today, Israel takes a big step towards peace. Американскиот председател Доналд Трамп застана заедно со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во Белата куќа за да ги открие контурите на долгоочекуваниот предлог. My vision presents a win-win opportunity for both sides. Договорот предлага евентуално создавање палестинска држава со нејзин главен град сместен во она што Трамп го пише како Источен Ерусалим. Но имаше една страна што беше одсутна на церемонијата. Немаше палестински представник. Освен тоа, предлогот поставува услови што најверојатно се неприфатливи за палестинците, бидејќи му дава на Израел она што го сакаат неговите лидери. Mr. President, your deal of the century is the opportunity of the century. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го пофали планот на Трамп додавајќи: You are recognizing Israel's sovereignty over all the Jewish communities in Judea and Samaria, large and small alike. Тој додаде дека со договорот се признава контролата на Израел во значајни области на окупираниот Западен брег и долината Јордан. Нетањаху ги повика палестинците да се откажат од тврдењата за обесправени бегалци во војната во 1948 година и да се откажат од тероризмот. I want this deal to be a great deal for the Palestinians. It has to be. За да го заслади предлогот, Трамп рече дека тој ќе резултира со милиарди долари инвестиции за поддршка на палестинската економија. Our vision will deliver massive commercial investment of $50 billion into the new Palestinian state. You have many, many countries that want to partake in this. Планот е резултат на 3-годишни напори што ги водеше високиот советник на Трамп и негов зет Џаред Кушнер. Трамп рече дека на палестинците им треба 4 години да го проучат планот и да решат дали ќе учествуваат. Тој постави твитови на англиски, хебрејски и арапски јазик што ги покажуваат границите на можната палестинска држава. Но председателот на палестинската власт Махмуд Абас вака го оцени планот. أن اللوبي الصهيوني فهذا الذي ورد في خطة العصر ولذلك نحن رفضنا هذه الصفقة من الأول وكان رأينا صحيحا. Тоа беше покажено и на улиците во Газа, каде што палестинците палеа постери на Трамп. Но дури ако мировниот план на Трамп не успе да добие поддршка од палестинците, тоа би можело да се покаже политички користо за израелскиот лидер во краток рок. Најавата се случи само неколку часа откако Нетањаху беше кривично обвинет за измама, обвиненија што тој ги негира. Но тој им покажа на израелските гласачи дека може да се ракува со американскиот председател, без при тоа да се обврзува на какви било одстапки за палестинците.